Poštovani, ova panel diskusija ja otvarame za opština Kriva Palanka, na koja te zborуваме и аз kao gradonačelnik на opštiната Арсенчан Алексовски и ръководител на службата за изградба и издржување на локална патна инфраструктура, господин Никола Граматиков. Функцијата градоначелник на општина Крива Паланка ја презадов 2009 година и како што е редно, секои 4 години даваме отчет за сработеното, затоа што граѓаните се тие кои треба да знаат и ние имаме обврска пред нив да излеземе со отчет и да кажеме каде се потрошени нивните пари. Што сме направили во изминатиот период, дали тоа тие ќе го оправдаат или нема да го оправдаат. За таа цел и на крајот на првиот мандат 2013 година и еве на крајот на овој мандат 2017 година излегувам со отчет за сработеното. Во оваа прилика ви сакам да кажам дека навистина голема чест и одговорност е да се гради, да се креира развојот на сопствената општина. Голема чест е да се работи за својата општина и да се направи нешто за општината. Воедно би сакал да истакнам голема благодарност до Советот на општина Крива Паланка за поддршката која ми ја дава, до општинската администрација и посебно до владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, кој навистина ми помага во проектите од почетокот, од креирањето на проектите до самата финализација на сите оние проекти кои ги направивме. Во отчетот кој го понудивме и кој го прикажавме на граѓаните, не имавме впрочем и јавна презентација на отчетот, се внесени добар дел од проектите кои граѓаните самите ќе ги видат и ќе ги препознаат, затоа што овие проекти се направени од граѓаните, од барањата на граѓаните. И самиот и ќе видат дека дел од проектите се направени по нивно барање и дека тие се заслужени за тоа што сме направили. Сите ние сме свесни дека развојот на една општина, на една држава зависи од луѓето кои ја водат општината. За општините тоа порано биле председателите на општините, а подоцна се градоначалниците. Сите нив граѓаните ги паметат и ќе ги паметат по сето она што го направиле за општината. И добро е кога самите тие луѓе кои ја водат општината ќе се надпреваруваат во тоа кој повеќе да направи за општината. Токму тука е развојот на општината, затоа што луѓето кои ја водат општината ќе се трудат да работат што почесно и што понапорно и поупорно за развојот на самата општина. Крива Паланка не е веќе град кој беше пред 4 години, а уште помалку од пред 8 години. Со доста проекти ја сменивме, би рекол, личната карта на градот, ја разубавивме делови од градот, разубавивме делови од населбите, од селата, од приградските населби, така да сметам дека оние луѓе кои подолго време не престојувале, не доаѓале во Крива Паланка, кои ќе дојдат, ќе видат дека има доста позитивни промени. Да започнеме најпред со инфраструктурата. Во поглед на инфраструктурата, од 2013 година го завршивме административниот деловниот објект кој го започнавме со јавно-приватно партнерство. Имено, граѓаните на Крива Паланка се сеќаваат дека поранешниот објект, како што го нарекувавме ние кривопаланчани, прекршок, односно судот за прекршок, тука беше сместено финансовото оделение и имаше околу 150 квадрати руиниран простор. По пат на јавно-приватно партнерство направивме нова зграда, во која без да вложиме ниту денар државни пари, од 150 квадрати руиниран деловен простор, добивме над 500 квадрати нов административен простор за општина Крива Паланка. Приватниот партнер доби 54%, ние добивме 46%. Ова е нешто за кое може да кажам дека се гордеам, затоа што ваков процент во Република Македонија нема никој добиено, а како што знам и пошироко од Република Македонија ваков процент нема добиено.
Значи, од 150 квадрати руиниран деловен простор, добивме над 500 квадрати нов деловен административен простор со клучна рака, без да вложиме ниту дена државни пари. Со самото завршување на објектот се наложи потребата да се направи и новиот, би рекол, плоштад пред општинската зграда, плоштадот Карпошово стание, по кој го разубавивме ликот на општината, по кој го разубавивме ликот би рекол, во оној дел на градот каде што е сместена општината и каде што и на некој начин се префрли центарот на градот. Или може да кажеме дека имаме два центара на градот во Крива Паланка. Едниот е на градскиот плоштад ВМРО и другиот е на новиот градски плоштад Карпошово во Стани. Овој плоштад е изграден со гранит и е сместена мал параклис, црквичка, која е замислено да сите оние млади брачни парови кои ќе влезат да се регистрираат во општината по излегувањето да можат да застанат, да си запалат свеќа за среќа, за здравје и да го продолжат, да продолжат својата свадбена веселба, а и оние граѓани кои доаѓаат, кои сакаат да бидат на новиот градски плоштад, да може да го посетат и ова мало црквич или параклис. Во однос на другите проекти, ќе започнеме со проектот подобрување на општинските услуги, за која Никола би можел да продолжи, па јас ќе се надоврзам. Па вака, јас исто така како раководител на оделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура во Крива Паланка сум посебно горд и среќен што во изминатиот 4-годишен период, исто како и 4 години пред тоа, но посебно би акцентирал во изминатиот 4-годишен период, беа изградени многу инфраструктурни објекти кои што придонесоа за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на општина Крива Паланка. Ги има многу на број, па затоа овде ќе ги споменеме накратко само оние кои што се најзначајни и за кои што се вложени најголем број средства. Еден од најважните проекти кој што беше спроведен во изминативе 4 години е проектот за подобрување на општинските услуги, кој што беше реализиран преку проект на владата на Република Македонија и Министерството за финансии, а со поддршка и кредит од Светска банка, во рамките на кој општината преку мощне поволен кредит обезбеди средства во висина од околу 50 милиони денари, од кои што 40 милиони денари беа искористени за подобрување на патната инфраструктура, а 10 милиони денари беа искористени за набавка на возила за јавното предпријатие Комуналец. Во рамките на 40 милиони кои што беа наменети за изградба на патната инфраструктура, беа изградени и реконструирани, односно рехабилитирани 9 улици, па накратко ќе ги споменеме кои беа тие, почнувајќи онака редоследно како што одат според местото, односно локацијата кај што се наоѓа. Еве ќе започнеме со улицата Горан Стојановски, тоа е карши поранешниот текстилен комбинат Карпош, која што оди према населбата Цонефрит, која што е една од улиците која што е со 5 метри ширина, има тротоар, исто така има решено атмосферска канализација и со тоа направивме една добра врска и се поврзавме исто така на еден друг проект кој што беше подоцна реализиран преку Европската банка за обнова и развој, така да направивме еден кружен тек од фабриката Карпош, значи преку Цонефрит, па потоа према улицата Вера Јоцич до спојот со улицата Свети Јоаким Мосоговски. Понатаму, една од позначајните улици кои што имаше пробивање и на дел нова траса беше улицата Наско Тамбурков, која што ни беше особено значена, бидејќи понатаму ни беше потребна за реализација на еден друг голем проект за општината, а тоа е изградбата на водоводот висока зона Лев брег, а таму беше предвидено да се наоѓа резервоарот. И за да можеме воопшто и да стигнеме до тој резервоар, изградба на тој резервоар, беше првим потребно да се пробие дел од таа улица Наско Тамбурков, а потоа заедно и со останатиот дел кој што беше реконструиран, се доби една
нова модерна улица од околу 600 метри должина, која што многу придонесе за подобрување на квалитетот на сообраќајот во овој дел од градот. Понатаму, исто така една од позначајните улици, која што беше во вредност од околу 6 милиона денари, се двата крака на улица Осоговска, кои што исто така беа со дел на пробивање на нова траса, а дел на реконструкција и рехабилитација на постоечката коловозна површина. На двата крака исто така беше предвидена и беше изградена и атмосферска канализација, а исто така беа изградени и подпорни ѕидови на едниот крак, така да во овој дел на градот исто така за еден добар дел од населението, кое што да кажеме, тој дел од населбата е густо населен, исто така се доби добар пристапен пат преку овие два крака. Понатаму беше реконструиран патот, односно пристапот, кој што води од главната улица Свети Јоаким Осоговски кон поранешниот ловечки дом, односно тоа е улицата Пиринска и која што води и кон ромската населба, кој што е многу користен, а беше навистина во една незавидна состојба, па беше потребна една комплетна реконструкција и рехабилитација. Понатаму беше реконструирани и улиците Никола Тесла, и тоа главната траса во должина од околу 350 метри и левиот крак од улицата Никола Тесла во должина од околу 111 метри, на кој што порано имаше една калдрма поставена пред многу години, која што беше во многу лоша состојба, така да со реконструкцијата на улиците сето тоа е доведено во една таква состојба, поготово според локацијата тоа е централно градско подрачје, како што личи во тој дел на градот. Во другиот дел од градот, односно од десната страна по течението на Крива река, беа изградени улиците Дивјанска. Тоа е една улица која што е во населбата Баглак 3 и со која што се овозможи пристап до една населба со околу 50 на 70 куќи, значи со добар дел на население, кое што дотогаш воопшто и немаше квалитетен пристап, односно одеше преку несоодветен земјан пат. Исто така, во тој дел ја изградивме и улицата Билинска, тоа е во населбата Лозаново, која што е во широчина од 3,5 метри и на која што исто така има изградено и подпорни ѕидови на еден дел, а има изградено и атмосферска канализација. Тука посебно во овој дел на градот би го споменал и изградбата на мостот на Куков дол, кој што во минатото, тоа граѓаните на Крива Паланка добро го знаат, поготово жителите на населбата Лозаново, правеше многу проблеми и при надојдување на водите на Куков дол, практично една цела населба со можеби 1000 жители беше одсечена од градот, односно се проваѓаше импровизирано преку некои цевасти пропусти и слично, што не беше соодветно. Сега таму се направи еден убав, современ мост, кој што исто така има и пешачки тротоари од двете страни, соодветна ограда, осветлување, така да го решивме комплетно проблемот со пристапот кон населбата Лозаново. Покрај проектот за подобрување на општинските услуги, односно кој офати изградба на 9 улици во вредност од 40 милиони денари, спомнавме дека со останатиот дел од средствата, кои што ги обезбедивме преку овој кредит, беа набавени возила за јавното предпријатие Комуналец за подобрување на техничките перформанси на јавното предпријатие, и тоа беше набавен скип, беше набавена мултифункционална машина и трактор, и можеме да кажеме дека од тогаш па наваму јавното предпријатие Комуналец ги користи интензивно овие машини и дека со нив се направија понатаму други инфраструктурни проекти кои што служат за доброто на сите граѓани. Еден друг исто така значаен проект, кој што беше обезбеден со помош на владата на Република Македонија и кој што е комплетно грант
за општината е проектот за реконструкција и рехабилитација на локални улици и патишта, кој што беше преку кредит кој што го имаше владата земено од Европската банка за обнова и развој, а кој што општините го добија како грант. Со овие средства, кои што беа во вкупна вредност околу 20 милиони денари, беше реконструиран и рехабилитиран патниот правец кој оди кон село Конопница, а понатаму и кон село Мождињак, во должина од околу 6,5 километри, и на поранешниот руиниран патен правец, кој што беше со несоодветна ширина, значи се направи целосна реконструкција, се обнови комплетно и долниот и горниот строј. Покрај тоа беа направени и соодветни пропусти за одводнување на атмосферските води, така да можеме да кажеме дека селото Конопница, а понатаму и до селото Мождињак веќе имаат пат кој што го заслужуваат според бројноста на самото село, кое што веќе не е село, туку на некој начин представува една приградска населба на градот Крива Паланка. Со тоа изнесуваше некаде околу 14 милиони денари, а останатите 6 милиона денари беа употребени за реконструкција и рехабилитација на патот кој води преку населбата Цонефрит, односно Крива Паланка кон село Мартиница, со што исто така на овој густо населен дел од градот во населба Скрљава, во должина од околу 1300 метри, беше комплетно реконструиран патот и се доби еден современ асфалтен пат, кој што покрај тоа имаше и соодветно одводнување, нормално рабници и сите други елементи кои што ги подразбират на современа коловозна конструкција. Исто така, во село Конопница може да кажеме дека во изминатиот период навистина доста се инвестираше, па покрај споменатиот главен патен правец кој што беше рехабилитиран и реконструиран, исто така се изгради и патот М2 Стамбулицка Мала Деловодци во вредност од околу 5 милиона денари и кој што представува една убава врска помеѓу магистралниот пат А2 со главниот пат во село Конопница. Понатаму се изгради во неколку фази, се инвестираше кон местото викано Крст во село Конопница, кај што се наоѓаат и старите селски гробишта и кој што беше барање од населението долго време наназад, кој што е доста користен пат, а беше практично непрооден, односно имаше земјан коловоз, кој што до тој степен беше уништен, што практично не можеше ни да се дојде до поранешните селски гробишта, а и понатаму тој пат доста се користи за развој на земјоделието и слично. Така да се направи комплетно изградба на тој пат, значи се постави нова асфалтна коловозна конструкција и остануваат уште 300 метри само неасфалтиран дел до самите селски гробишта, кои што се надеваме дека во прва прилика во наредниот период и тоа ќе биде завршено. Исто така, еден од позначајните патни правци, кој што во неколку фази со обезбедување на средства од различни извори успеавме да го изградиме, е патниот правец кон испосницата на Свети Јоаким Осоговски, односно од школото во село Градец, па до испосницата на Свети Јоаким Осоговски, што се разбира дека многу значи за развојот на туризмот, за заживување на тој дел од општина Крива Паланка. Понатаму се изградени многу други проекти преку ИПА фондовите, зашто понатаму ќе продолжи градоначалник. Да, во овој период, значи, преку ИПА фондовите, преку програмата за прекугранична соработка, го завршивме проектот велосипедски патеки за граѓаните на општина Крива Паланка и за општина Кјустендил, со кој добивме во течението на реката, на Крива река, во Минјор коритото, во Мајор коритото, направивме една велосипедска патека, велосипедска ролерска патека, која
се повеќе е посетувано од страна на граѓаните на Крива Паланка како место за рекреација, како убаво место. Тоа е грант преку ИПА програмата и навистина многу ми е драго што еве гледам дека граѓаните се повеќе го користат ова рекреативна патека. На основа на ова рекреативна патека која направивме од едната страна на реката, направивме и така наречена пазарска патека од другата страна на реката, која е поплочена со камени плочи, која направивме во два дела и која има еден мост на Дурачка река и оди од пазарот до така наречениот Илјаков мост во Крива Паланка, во која граѓаните може да, поготово во саботните денови кога е пазарот во Крива Паланка, за да избегнат гужвата од главната улица, може слободно да го скратат патот на движење и да ја користат оваа патека. Воедно и гледам дека доста рекреативно се користи од страна на граѓаните на општина Крива Паланка оваа патека, што значи дека со самото тоа дека се користат доста овие две патеки, се доаѓа до потребата да кажеме дека можеби е потребно, не можеби, него сигурно е потребно да се продолжат овие патеки и да имаме убаво место на движење во Крива Паланка. Или јас, како што неколку пати во дискусиите кажав, дека во речното корито ќе направиме уште еден градски парк кој ќе се користи од страна на граѓаните на Крива Паланка. Пред малку Никола кажа дека земавме кредит во висина од 40 милиони денари за изградба на овие патишта и за машините кои се зема по Комуналец, кој самото јавно предпријатие Комуналец ќе си го враќа кредитот, а ние го враќаме како општина за сите овие 9 градски улици за Куковдол, за мостот на Куковдол. По тоа време бев доста критикуван од страна на опозицијата дека еве задолжуваме општината, дека тоа е нов долг за општината. Сакам уште еднаш да кажам дека пред да го направиме ова задолжување, ние обезбедивме средства, од кои средства ќе го плаќаме овој кредит. Имено направивме 4 мини хидроцентрали на водоводните системи Калин Камен, Крива Паланка и станци Крива Паланка, од кои 4 мини хидроцентрали општината ќе добива некаде околу 60 до 70.000 евра годишно средства, кои никогаш досега нити сме ги имали, нити сме ги планирали, и со тие средства ќе се отплаќа кредитот кој го земавме за оваа намена од страна на банката. Воедно ќе продолжам со инфраструктурните проекти кои ги направивме. Го изградивме локалниот пат во село Жидилово во должина од 1 километар, кој пат опфаќа најнаселеното место во село Жидилово. Се направи еден квалитетен пат во лоши услови, каде што на доста места, поради теснината на местото, мораше да се поставуваат габиони и потоа самиот овој пат се направи со 2 слоја на асфалт 7 см и 5 см и сметам дека ова е еден убав пат кој заслужува да го имат граѓаните на село Жидилово, затоа што, како што рече и Никола предмалку, Конопница, Мождивњак, Жидилово и уште неколку села се селата кои не се иселуваат од Крива Паланка, туку си го задржуваат населението, и ние како луѓе кои ја водиме општината треба да размислуваме да им ги подобриме условите за живот на граѓаните, и во таа насока ги правиме и овие проекти. Воедно го реализиравме патот во село Варовиште, односно алтернативниот пат, би рекол, до манастирот Свети Јаким Осоговски, кој поаѓа од мотелот Македонија до манастирот Свети Јаким Осоговски. Со ова се доби еден убав пат во ширина од 5 метри и кој пат ќе биде подобар, кој пат е подобар затоа што се користи веќе во однос на зимскиот период, затоа што ја зафаќа по светлата страна, односно патот во кој стариот пат е по осојничава страна и
зимно време е многу потежок пристапот до самиот манастир. Со ова се прави еден нов пристап до манастирот, кој се повеќе и повеќе е посетуван од страна и на домашни и на странски туристи во нашата во Крија Паланка. Го реализиравме патот изградба на пат во село Крклја, Ловачка куќа, Езерце, Калин Камен, така да овој пат го реализиравме на 3 пати. Прво се изградија 2 километри, па потоа уште 700 метри и сега уште 350 метри и со самото тоа стигаме со асфалт до езерцето на Калин Камен, криопаланчани знаат каде е тоа, до езерцето, каде што веќе можеме да кажеме дека се ствараат услови за развој на туризмот, услови за размислување за скијачки терени и слично. Значи, првиот услов кој ни треба, обезбедување на патна инфраструктура до таму, веќе го обезбедивме. Може би треба да размислуваме за обезбедување на појака струја за самиот дел горе, затоа што се повеќе и повеќе има викенд куќички, барање за викенд населби, може би барање за ски лифт и слично нешто, и затоа ќе мора да видиме да се преговара и со ЕВН во однос на решавање на проблемот со струјата. Инаку да подстан градоначалниче дека средствата за тие патишта беа обезбедени како грант за општината преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, во вредност од околу 50 милиона денари вкупно. Така да тоа многу ни помогна финансиски за да успееме воопшто да дојдеме до реализација на овие патни правци. Да, заборев тоа да кажам. Исто така и го завршивме патот во село Конопница, место викано Деловодци Кула црква. Исто така и овој пат е преку Агенција овој пат е преку Министерството за финансии и Светска банка. Во однос на понатамошната патна инфраструктура ја изградивме пристапната улица во населба Лозаново, Асо Шопов и го направивме патот од Деловодци Кула црква и од место викано Штали до спојот со А2, односно со главниот пат. Овие 3 патни правца се со кредит од Светска банка преку Министерството за финансии. Општината Крија Паланка учествува со дел од средствата и мислам дека направивме една навистина убава инфраструктура на сите овие 3 делови во нашата општина, со квалитетни патни правци, со патни правци кои беа потребни и се потребни на граѓаните, затоа што опфаќаат голем број на жители кои живеат тука, голем број на куќи кои се покрај овие патишта, така да се направија доста подобрување на условите за живот на граѓаните. Во однос на санациите на улици, на патните правци во Крија Паланка, ќе му дадам збор на Никола, кој подобро ги знае, почнувајќи од улицата Илиндеска кај Комуналец, па понатаму повели Никола. Вака општината континуирано во изминатиот период постојано работеше доста и на крпење на ударни дупки, асфалтирање на помали делови, односно краци од постоечки улици, како и на рехабилитација и реконструкција на постоечки помали патни правци и улици во самиот град. Затоа издвојувавме постојано и значителни финансиски средства од буџетот на општината, меѓутоа успеавме на некој начин скоро сите градски улици, па добар дел и од приградските населби, веќе комплетно да ги покриеме со асфалтни површини, така да можеме да кажеме дека практично она што значи градот Крија Паланка веќе немаме неасфалтирани улици, можеби со исклучок на некои ептен помали краци од некои постоечки улици. Па тука би спомнал дека доста се работеше, значи во улица во населбата Осичка Мала, кај што се изврши значи реконструкција, како и до изградба на одреден дел од патната мрежа. Понатаму се продолжи на делот
кој што е кај Бегови Бавчи, па потоа делот во населбата Херој Карпош. Исто така се работеше на реконструкција комплетна на улицата Илинденска, која што е во централното градско подрачје. Се работеше исто така на улицата Гоце Делчев, кај што таа всушност е изградена улица, меѓутоа имаше некои помали краци кои што беа многу значени за населението, кои што одеше практично по земјан коловоз или по некои импровизирани калдермисани површини, а сега успеавме, значи, тој дел од градот, градејќи ги тие неколку краци од улицата Гоце Делчев, да го покриеме со асфалтни површини. Исто така се интервенираше и во централното градско подрачје, односно кај Амбар, кој што населението од Крива Паланка го знае, односно се изврши асфалтирање и на платото и на некои помали делови од улиците во тоа централно градско подрачје, односно кои гравитираат кон градските гробишта и кон црквата во градот. Понатаму се изврши асфалтирање на некои краци од улица Лозановска, кои што се приклучни краци на главниот пат, да кажеме, кој што поминува низ улица Лозановска и оди кон селото Градец, и тоа 3 крака кои што беа во вкупна површина од околу 1100 метри квадратни. Исто така, како посебно би ја издвоил улицата во Осичка Мала, тоа е улицата 8 септември, односно кај местото Радева Воденица во должина од околу 350 метри, кај што исто така беше поставена нова коловозна површина од околу 1200 метри квадратни. Асфалтиран еден дел од улицата Наско Тамбурков, тоа е делот кој што оди лево пред медицинскиот центар. Исто така, посебно се работеше и на санација на постоечки мостови и обновување на коловозните површини на мостовските конструкции, така да во рамките на тоа се изврши асфалтирање повторно, односно реконструкција на пешачкиот мост, така наречен Градечки мост. Се работеше исто така и во населбата Мизовски ливади, кај што имавме проблем со надојдувањето на реките на Крива река, па беше загрозен и единствениот мост кој што беше пристап кон населбата Мизовски ливади, кој што водеше од Борчева кафана, значи кон мостот и понатаму кон населбата Мизовски ливади, така да тука комплетно се изгради тој дел од Борчева кафана до самиот мост, така наречен Шаров мост, а самиот мост кој што беше практично после поплавите неупотреблив, успеавме повторно да го реконструираме, така да овој мост беше повторно ставен во функција. Се работеше исто така со помош на општината и на асфалтирање на делови околу подрачните основни училишта, кои што се исто така во надлежност на општината, како и околу самиот медицински центар, при што се асфалтираа значителни површини околу самите училишта, кои што сега служат за одвивање на наставата по физичко воспитување, а исто така и се асфалтира пристапната улица, обиколницата околу самиот медицински центар, како и нови коловозни површини околу самиот медицински центар. Исто така би ја споменал и улицата Кочо Рацин, односно делот кој што е кај влезот во Крива Паланка, кај што се двете згради кои што се со социјални станови и кои што имаше неколку крака од улицата Кочо Рацин, кои што долго време беа предмет на размислување, а и барање од самото местно население да бидат изградени, односно асфалтирани, така да успеавме во изминатиот период да го асфалтираме не само платото пред самите згради, односно што се оформи еден значителен паркинг простор, туку и пристапните улици кои што водат кон улицата Свети Јоаким Осоговски. Посебни проблеми ни представуваа во изминатиот период, пошто таква е конфигурацијата на општина Крива Паланка и
Природните непогоди кои што ја задесија Крива Паланка, односно во неколку наврата имавме значителни врнежи, односно поплави кои што предизвикаа значителни штети на патната инфраструктура. А особено проблеми имавме на патот Крива Паланка село Станци, кој што патем беше изграден во периодот пред тоа, во изминатите 4 години, со средства од Светска банка и од јавното предпријатие за државни патишта. Меѓутоа, наскоро по изградбата, а и поради самите временски услови, се појавија значителни слечишта, што представуваше голем проблем за нормалното одвивање на сообраќајот. Па, градоначалникот ќе продолжи таму извршена Дел од овие санација. слечишта се појавија можеби и при самата изградба на патот, како што рече Никола, со растресување на карпите кои беа таму, и се појави огромно слечиште во село Станци, кое практично го блокира патот. Би рекол дека појде целата планина на патот и невозможно е тоа да се ичисти, невозможно беше тоа да се направи, затоа како општина направивме ново байпас решение, пат од другата, кој поминува од другата страна на реката и повторно се спојува, но сепак во горниот дел каде што појде слечиштето, повторно се оштетува патот и представува опасност за движење. Ние како општина во овој дел презедовме, значи, изградба на земјан пат преку реката и во фаза сме на проектирање на нов патен правец кој би требало да оди за село Метов, но пред ова слечиште, значи ќе направиме проект за тоа и ќе аплицираме за изградба на овој пат со кое нешто би се на некој начин решил целиот овој проблем за движење на населението кон село Метов од оваа страна, значи од друга страна ќе оди населението. Исто така, на почетокот од Маневски мост се појавија две слечишта кои на почетокот имаше барање од граѓаните дека мора веднаш да го направиме, но со оглед на сложеноста на состојбата во која беа тие слечишта, ние мораше да почекаме година-две да видиме како ќе реагира самата оваа маса земја на која беше појдена. Па така полека со габиони успеавме да ги санираме овие слечишта и мислам дека успешно го направивме тоа. Со габиони го решивме овој проблем. Воедно асфалтиравме дел од улицата Ристена Гогоа во должина од 400 метри, Карши поранешен Шипат ја асфалтиравме таа улица која исто така поаѓа од А2 патот, па се спојува со патот кој поминува преку центарот на село Конопница. Улица Калин Камен исто така извршивме асфалтирање и тоа беше барање од граѓаните, долгогодишно барање од граѓаните, извршивме асфалтирање на оваа улица. Однос на водоводите и на канализационите системи и регулација на речни корита, како што реков, прески изградивме мини хидроцентрали по пат на јавно-приватно партнерство се израдени на цевководите. Во однос на системот за водоснабдување го реализиравме водоснабдувањето на Лев брег, Крива Паланка, висока зона. Ова е проект со кој би рекол дека се гордеам, затоа што проблемот за водоснабдување на високите зони во општина Крива Паланка е проблем откако јас знам за мене и со овој проект го решивме практично недостатокот на вода на населението. Еве, граѓаните може да видат дека оваа година и покрај големите суши кои беа, не се осети недостиг на вода, не се осети проблеми, значи овој проблем го надминавме и навистина ова е еден проект кој е потребен за градот, ова е еден проект кој генерации понатаму ќе го решат проблемот за водоснабдување за високите зони на нашата општина. Во однос на одведување, во однос на ова би рекол дека решавањето на проблемот на проектот висока зона Лев брег, водоснабдување висока зона Лев брег, тоа се средства кои се обезбедени преку Министерството за транспорт и преку Светска банка и уште неколку проекти.
Ние како општина аплициравме и за проектот за замена на азбестно-цементните цевки за општина Крија Паланка и за реконструкција на старата водоводна мрежа, би се рекло. Тој проект ги помина сите, значи, контроли, ги помина сите контроли кои требаше да поминат. Дојде пред фаза за пуштање на тендер, да се тендерира, но еве 7-8 месеци чекаме и не знаеме зошто проектот чека. Значи, сите одобрувања ги има, се што е потребно за тој проект се доставени до Министерството за транспорт. Неколку пати се јавувам, сите креваат рамења, зошто не нис, а тие средства се обезбедени за општина Крија Паланка. Ние како општина добивме 1.200.000 и нешто илјади евра за решавање на водоводни и канализациони системи. Дали тоа ќе се откочи, затоа што тоа не е потреба само на мене, тоа е потреба на граѓаните на Крија Паланка, да го решиме еднаш проблемот за со азбестните цевки во градот. Сметам дека сите граѓани ќе го поддржат тоа. Во однос на канализационите системи, сакам да ги споменам проектот изградба на канализационите мрежи во село Мождивњак. Во претходниот мандат, би рекол, направивме 6,5 километри канализациона мрежа во село Мождивњак. Во овој направивме околу 6 километри во Мождивњак, во село Дабочица 700 метри и во населба Манеци, односно Дурачка река, направивме 1,5 километри канализациони системи, со кое нешто во голем дел го решивме проблемот на граѓаните на Крија Паланка. Исто така изградивме канализационата мрежа во Бојанов дол и сега во фаза е приклучувањето на граѓаните на овие канализациони мрежи, на сите канализациони мрежи кои се направени. Исто така преку ИПА програмата за прекугранична соработка изградивме дел од миньор коритото на Крива река во централното градско подрачје, каде што се влева Дурачка во Крива река. Направивме ублажување на каскадите заради можно слободно и нормално движење на рибите во овој дел. И со ова е, би рекол, почеток на решавање на миньор коритото на целиот тек на Крива река, барем во градскиот дел, за оние 3 километра кои треба да ги решиме, и тоа ќе остане како едно од поголемите потреби на нашата општина. Го дорегулиравме Белевски дол, во претходниот мандат регулиравме од главната улица нагоре, сега од главната улица до вливот на Крива река. Во однос на уредувањето... дека парите за вториот дел беа обезбедени како грант поради успешно... Да, парите на вториот дел се обезбедени како грант од Светска банка поради успешно обезбедување на успешно оценување на нашите проекти со кои аплициравме, и дел од тие средства ги платише и општина Крија Паланка. Исто така во овој дел направивме уредување на доста паркови и зелени површини во нашата општина, како што реков, почнувајќи од мајор коритото на Крива река, преку порано имавме една градска фонтана, сега имаме уште 5 градски фонтани, поставување на убав компас во центарот на паркот, каде што може да се види оддалеченоста на Крива Паланка од поголемите светски метрополии, од збратимените градови на општина Крива Паланка, со водопад кој иде од градската фонтана во паркот до Крива река, да. Во однос на урбанизмот и животната средина, исто така, еве Никола ќе се надобрзе. Вака, во изминатиот период се работеше доста и на полето на урбанизмот и подобрување на животната средина. Тука посебно би напоменале дека голем проблем за општина Крива Паланка генерално беше непостоењето на урбанистички планови, односно немаше генерален урбанистички план, а деталните планови се некаде од 70-тите години, што значи дека беа доста застарени и практично со тоа бевме на некој начин оневозможени на луѓето да им обезбедиме соодветни локации за изградба на
индивидуални објекти, а со тоа се разбира и на стопанството за изградба на деловни објекти поради неможност за издавање на градежни дозволи, односно непостоење на урбанистички планови, особено на десниот брег на Крива река, а што беше на некој начин поврзано со се уште недефинираните траси на железничката пруга кон Бугарија, како и автопатот кој што треба да оди кон Бугарија. Тоа на некој начин се разреши, значи Крива Паланка после долго време доби генерален урбанистички план, значи генералниот урбанистички план е донесен и тој сега представува основа за изработка на деталните урбанистички планови. Што значи дека во наредниот период останува значи изработка на деталните урбанистички планови, нивно усогласување со генералниот план и тука е уште една многу битна работа, внесување на ново легализираните објекти согласно законот за легализирање на бесправно изградени објекти кои што треба да бидат согласно законот предвидени во новите урбанистички планови. Се работеше доста и на обезбедувањето на документација, урбанистичка документација за селата, односно населбите вон градот Крива Паланка, кои што не се офатени со генералниот план и со деталните планови, односно се работеше на изработка на општи акти за селата и приградските населби, така да постепено се работат тие општи акти и мислам дека во наредниот период скоро за сите населени места во градот ќе имаме и општи акти кои што на некој начин пак представуваат основа за издавање на соодветни одобренија за градба. Во рамките на урбанизмот посебно значено е што се предвиде и локација за спроведување на проектот на владата на Република Македонија Купи куќа за млади. Беше определена соодветна површина на локалитетот така наречен Златина Падина од 78 хектари и сега ќе видиме каква ќе биде судбината на тој проект во натамошниот период. Добро, јас ќе се надоврзам во однос на спортот и младите. Крива Паланка значи доби во овој мандатен период едно повеќенаменско игралиште. Во претходниот мандатен период направивме тениско игралиште и спортска сала. Повеќенаменско игралиште второ направивме во село Конопница, каде што би кажал дека навистина е доста посетено, ги задржавме сите оние манифестации кои ги имавме во однос на Крива Паланка и во однос на културата и во секој дел. Го реализираме секоја година релито Калин Камен. Направивме, ги поддржуваме сите надпревари на младите во општина Крива Паланка. Во однос на здравствената заштита, како што кажа Никола пред малку, го направивме платото околу здравствениот дом со нов излез од здравствениот дом. Извршена е целосна реконструкција значи, на овој дел од патот. Поедно, преку Министерството за здравство направен нов дел во самиот здравствен дом, каде што е брзата помош, значи целиот тој нов дел е готов, е пред пуштање, не знам зашто само уште не се пушти. Во однос на безбедност и противпожарната заштита може да кажам дека во овој дел направивме многу. 2009 година кога дојдов за градоначалник, противпожарната единица имаше само едно возило од 67 година и едно од 76-та. Набавивме Сканија, набавивме Волво, набавивме Унимок, мала за шумски пожари и сега набавивме нова Volkswagen Амарок ново возило за гасење на шумските пожари. И во однос на образованието би рекол дека Крива Паланка навистина може да се пофали дека во изминатиот период ги подобри условите за работа во училиштата и на наставниците и на учениците, така да се направи санација на училиштето во село Мождивњак. Направивме санација на кровната конструкција во село Нерав. Извршено е реконструкција на спортската сала во гимназијата
Ѓорче Петров, на санитарниот чвор, исто така на санитарниот чвор во училиштето Илинден. И она што сакам да го кажам, дека добар дел од сите овие проекти и зафати што се направени во училиштата се со заштедени средства од страна на самите училишта, така да може да се пофалиме дека имаме едни добри услови за работа. Во однос на културата продолживме Џојфестот, рок фестивалот Џојфест, фолклорниот фестивал и еве од утре од 14.9. ни почнува театарскиот фестивал во општина Крива Паланка, така што еден повик до сите оние кои сакаат, кои се љубители на театарската уметност, да бидат присутни на овие 8-9 дена на театарскиот фестивал Свети Јоаким Осоговски. Почитувани, ова се дел од проектите кои ги реализиравме во изминатиот период. Добар дел од проектите се напишани во самиот отчет, кој може да го видите, кој може да го добиете од страна на некои волонтери кои работат за општината. Добар дел од проектите кои ги направивме не ги кажавме во интерес на времето, а и не се внесени во самиот отчет, останува граѓаните на Крива Паланка сами да ги видат, да ги пронајдат на некој начин, да ги проценат дали се добри или не се, да дадат собствена оцена за сето она што го сработивме во изминатите 4 години. Било